Председателе, почитувани колеги, почитувани медиуми и македонска јавност. Прашањето дали треба да се зголеми енергетската ефикасност во Република Македонија можеби е несоодветно, затоа што секој граѓанин, не само стручњакот за енергетика, ќе даде потврден одговор. Меѓутоа, веќе на прашањето зошто тоа не се случува и зошто тоа не е секојдневна пракса, е многу потешко да дадеме одговор. Како што успеав да се информирам од Министерството за економија, во Република Македонија под ингеренција на државните институции и локалните власти се вкупно 2441 објект, а со овој проект, односно со ова задолжување, ќе се реновираат околу 100 згради. Токму тука се отвараат многубројни дилеми. Оној што рационално размислува, многу тешко, речиси невозможно е да поверува во тоа дека 25 милиони евра ќе бидат транспарентно потрошени и дека точно ќе знаеме каде отишол секој еден денар од ова задолжување. Граѓаните имаат право да го знаат тоа, додека пак општините имаат обврска одговорно да работат. Од тука ми се наметнува и прашањето зошто со овој предлог закон општините кои уредно работеле и се грижеле за енергетска ефикасност на објектите, ги ставате во подредена положба од општините кои не се грижеле за енергетска ефикасност на објектите и кои сега ќе добијат пари за тоа согласно овој предлог закон за задолжување. За жал, речи се и да не поминува една недела во која немаме некакво ново задолжување. Предходната недела на оваа иста комисија донесовте закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа, со кој на општините им поделивте 36 милиони евра. Тоа се сите истите општини кои за својата неработа во 2018 година добија 50 милиони евра за да ги покријат неплатените долгови и денес дозволувате одново и одново да се задолжуваме со нови 25 милиони евра повторно за општините. Почитувани колеги од власта, немојте ни да се сомневате дека на овој начин ќе ги прикриете неспроведените, а ветените политики за унапредување на енергетската ефикасност на општините. 25.000 индивидуални и колективни домакинства ги очекуваат проектите за енергетска ефикасност, 7 студентски домови низ државата очекуваат темелна реконструкција, промена на прозорци, врати и кровови на објектите, нови енергетски фасади, замена на електричната инсталација, поставување на нови системи за грејење и искористување на обновливите извори на енергија. Понатаму, во најновата стратегија за развој на енергетика до 2040 година се наведува дека во наредните 2 децении на земјава ќе бидат потребни минимум 1,5 милијарди евра за реконструкција на постојните јавни, стамбени и комерцијални објекти во насока на имплементирање на мерките за енергетска ефикасност. Ако ви беше искрена и честна намерата, ќе ги прифатевте бројните наши предлог амандмани на буџетот кои се однесуваат токму на енергетската ефикасност. Но, за жал, како најлесно решение да ви е задолжувањето. Во самиот вовед на законот велите дека е, цитирам, предвидено основање на фонд за енергетска ефикасност. За жал, Република Македонија е една од ретките, ако не и единствена земја во Европа, која нема основано национален фонд за енергетска ефикасност, па денес во овој предлог закон за задолжување велите предвидено е. Значи, предвидено е. Дали ќе се основа овој фонд? Која е временската рамка за да се основа овој фонд? Како ќе ги распределувате средствата од овој фонд? Се прашања кои мора да се знаат пред ова законско решение да се стави на гласање. 5 милиони денари се предвидени за основање на овој фонд за енергетска ефикасност, за кој попатно ниту постои закон, ниту пак е во постапка нешто слично. Тука ме интересира и конкретно која општина колку пари би добила. Ете конкретно колку средства ќе добие општина Охрид за оваа намена. Што ако општина Охрид, да предпоставиме, нема капацитет да аплицира за ваков тип на проекти? Кој ќе трпи? Повторно граѓаните и повторно општината и државата. Имате ли предвид дека веќе 4-та година сте власт, а во Охрид имате зграда во која има канцеларии на Центарот за социјални работи и подрачното одделение за земјоделие,
кои се распаѓаат до тој степен што се опасност и за вработените и за странките. Имате ли предвид дека маларичното одделение исто така е на распаѓање? Овие згради, почитувани, и немаат право да аплицираат за овие средства за кои денес се задолжуваме, затоа што сте ги оставиле на забот на времето и затоа што никој не се погрижил за нив, така што сега немаат можност да аплицираат, затоа што не ги исполнуваат критериумите наведени во предлог законов, затоа што им е итно и неопходно туркање и изградба на сосема нови објекти. Што ќе биде со нив? И за нив ли ќе се задолжуваме за ден, два, недела, месец? Па што ви работат градоначалниците? Запрашајте се. Ние доделуваме средства од задолжување. Значи ги задолжуваме граѓаните и државата за нешто што е обврска и на државата и на општините, односно на градоначалниците. Но секако градоначалниците имаат поголема грижа од оваа, така што неодамна почитуваниот градоначалник на Охрид се прими 32 нови вработени, без око да му трепне дека за 300% повеќе вработени има во својата општина од европскиот просек. Свесни ли сте дека овие вработувања ќе ја чинат општина Охрид дополнителни 200.000 евра годишно? Ама ние сепак се задолжуваме. До кога? До кога во оваа држава способниот ќе го прикрива неспособниот? И сето тоа на грбот на граѓаните. Ова мора еднаш да престане. Да објаснам попластично. Кога било кој од нас зема кредит, точно до денар знае за што се парите и точно до ден знае кога и како ќе ги потроши. Должност на секој граѓанин е домакински да управува за да не пропадне. Истото тоа е должност и на државата. А што правиме денес? 5 милиони евра ни кажувате дека ќе одат за оперативни трошоци и маркетинг активности на фондот. За техничка ревизија на главните проекти, надзор над изведбата, консултантски, неконсултантски услуги, обуки и така натаму. Ништо видливо, ништо дефинирано. Всушност, буџетските средства им припаѓаат на граѓаните, а власта не е ништо друго, освен сервис кој е должен со тие средства да располага во најдобар интерес на жителите на локалните заедници. Може би и ќе имаше пари за овие работи, без да се задолжуваме, но парите отидоа во непродуктивни трошоци, партиски вработувања, репрезентации и службени патувања, дури и во време на COVID-19. Дел 2 вели: основни цели на проектот се намалување на потрошувачката на енергија во јавниот сектор, значи минимална заштеда на енергија од 20%. Сега може би и ќе звучам малку смешно, иако не е воопшто смешно, бидејќи тоа е реалноста, но, почитувани мои, за да се оствари оваа заштеда, доволно е за почеток сите ние, како и вработените во објектите кои ќе аплицираат за наведените 25 милиони евра, да се научат да го затвараат прозорецот додека е вклучен климауредот. Верувајте ми, оваа заштеда на енергија од 20% лака ќе ја постигнеме и без воопшто да се задолжуваме. Затоа ништо не ни е потребно, освен развиена свест и грижа кај секој од нас при трошењето на секој денар државно паре. Ви благодарам.